За крај на денешното издание одиме во прес-центарот на ВМРО ДПМН. Тамо не чека Косана Николич Мазнева која раскажува за тоа колку е само најпрекрасно во собранието откако си заминаа пратениците од СДСМ. Спорува и за законите кои ги донеле без нив. Собранието на Република Македонија го донесе, се разбира во текот на првото читање, Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Со оваа мерка на сите граѓани кои што живеат во дивоградби им се овозможува нивна легализација по само 1 метро од метар квадратен. Точно така. Или попрецизно да им објасниме на нашите гледачи, за секој нелегален метар квадратен ќе треба да дадете по едно вакво метро. Значи, вие им го давате метрото, тие го земаат, ви мерат 1 метар квадратен со него и ви го легализираат. Мора да се слушате дека ваквата мерка е апсолутно гениална, бидејќи ако ништо друго, на сите ни се наоѓа по дома по некој вакво метро, кој само така се седи и фаќа прашина, а вака ќе може да си ја најде својата вистинска функција. Сега, добро, тука се јавува мал проблем, например, ако имате 100 квадратни метри кои се нелегално изградени и сакате да ги легализирате, ќе треба да им дадете 100 вакви метра, ама мислам дека ќе се снајдете. По роднини, по пријатели, ќе соберете. Ве интересира што ќе прават после со метрата? Епа, добро, ова може и не треба да окажувам јавно, бидејќи толку љубезно ја прашавте. Кај да треба да го довршат и од Италија да го испратат грандиозниот споменик на Александар Македонски, кој ќе биде поставен на плоштадот во Скопје, па ќе треба да се направи проверка на должината. Не треба да им се верува на тоа италијанците. Вака со стотиците собрани метра, многу лесно ќе видиме дали не ја испорачале побараната должина или не се знале.